Значи денеска сме во детската градинка Кокиче во Нов Дојран. Ке може ли да ми кажете како поминува еден работен ден со децата? Со задоволство, имам големи искуства во оваа работа и моето работно време почнува од 6 часот. Тука сме веќе, затоа што има дечиња ни носат од селата, од Ѓопчили, од Николич, од Црничини и мора да бидеме тука присутни. До 8 часот ни е приемот на децата. Во 8 часот дечињата ги подготвуваме за појадок. Појадокот трае до 8:30, веќе од 8:30 почнуваат слободни активности. Во слободните активности денот го започнуваме со утринска гимнастика која е од големо значење за развојот на децата од 0 па до поаѓање во училиште. Децата се многу среќни. Потоа, после утринската гимнастика, децата имаат слободна активност. Секоја слободната активност ја користиме како корелација со другите насочени активности кои следат во текот на денот. Потоа, во 9 часот до 9:30 ни се насочените активности, каде децата ги оставаме некогаш и самите да ни кажат што сакаат и што сакаат да работиме, но секогаш се поврзуваме со претходната слободна активност. Секогаш да бидат поврзани. Дечињата си работат по центри, имаме повеќе центри, куклен центар, литературен центар, кујски центар, библиотекарски центар и многу други. Гледате и самите во собата, секогаш е се на свое место. Потоа, после насочената активност следуваат други слободни активности кои исто така се поврзани со темата која ја обработуваме во текот на целиот ден. Потоа во дечињата во 11 до 11:30 ги подготвуваме за одење дома. Секојаш треба да се подготвени, облечени, затоа што сега и есента, па и зима, и пролет, секојаш треба да бидат добро облечени. Ги испраќаме дома, а дел од дечињата, што остануваат целодневен престој, ги подготвуваме за ручек. Дечињата ручат, имат активен одмор, а тоа е спиењето. После стануваат од спиење, имаат пат слободна активност со ужина и испраќање на децата дома. Тоа е негде околу 4 часа, 16 часа. Добро да се. Да. Така, вие работите како воспитувач со најголемата група на дечиња, односно со дечињата со најголема возраст, предшколска возраст. Да, предшколска возраст или голема група пред прво оделение сега со. Така. Поново. Може ли да ми кажете на што ги подготвувате овие дечиња, како полесно да влезат во основното образование и на кој начин им се предаваат активностите? Па видите, активностите им се поврзани и со дечињата од прво оделение. Мислам, исто работиме, исто имаме воспитно-образнови подрачја во постарите програми, а сега се домени. И така гледаме дечињата на секој начин да ги подготвиме за во прво оделение. Запознавање со природата и околината, воведување во математика, културно да се изразуваат или пристап кон учење и описменување. Сите тие се домени кои се поврзани со полесно да ги подготвиме дечињата за во прво оделение. Да бидат подготвени за во прво оделение. Така. Во градинката организирате доста работилници, имате активности, има градина, своја собствена градина, оваа градинка подготвувавте зимница, имате и представи, може ли да ме кажете нешто за тие? Еве, јас кога рековте градини, во детските градинки, програмата ни е многу пропратена со проекти. Имаме негде околу 12 проекти кои се распоредени во текот на целата година да ги користиме. Како што е градина во детските градинки, па имаме здрави животни навики, здрава храна, семени вредности и многу други проекти кои исто така се поврзани со работата и со работилниците кои се во дел на нашата програма. А работилниците подготвуваме есенска работилница на која се присутни и родителите кои можат да присуствуваат на овие работилници. Имаме новогодишна работилница со базар кој родителите изработуваат, а потоа заеднички ги ставаме на маса и од родителите кои се заинтересирани се земаат и паричките, мислам, што ќе се соберат од базарот, се користат за дечињата. Така. А имаме и осмомартовска работилница, исто така, имаме и приредби.
со што вршиме поголема едукација на дечињата. И манифестации исто така кои се пропратени со исто се со развојот на децата. Има празник кој што е 8 ноември, ослободувањето на Дојран, па одиме на посета кај градоначалникот, секогаш добро примени и слушани, затоа што дечињата се секогаш расположени да пеат, да играт, тие се полни со знаење. Подготвувате ли представи или некој друг начин на некоја друга активност за пред родителите? Детска представа или слично? Да, секако имаме 8 март, тоа не е најголемата приредба и тука сите дечиња земаат учество од најмалата група детски, од јасли, средна група и голема група. А секојаш се родителите тука заедно со нас, еве напоменав работилниците, и тука еден дел децата го поминуваат со своите родители, сакат да бидат со нив додека работат, горди се со родителите и имаме многу успешни работилници. Работилници се добар резултат. Сега скоро имавме есенска работилница, можете да видите. Родителите секој се расположени за соработка. И голема благодарност нормално до родителите. Това што најдолг стаж на работа овде во градинката и воопшто тука во ова населено место. Може ли да направите споредба помеѓу методите и начинот и условите на работа кои беа некогаш кога почнавте со работа и овие што се денеска? Има многу голема разлика. Тогаш условите беа многу по-тешки, немавме многу услови за работа. Бев тука исто во овие простории, но тогаш беше старост, немавме многу услови, потоа ме однесува во училиштето бев, но сепак градинката јас мислам дека нема нешто што би ја заменило за дечињата. Условите се сосема различни и јас мислам дека и младите по мене што да треба со гордост да бидат да работат со толку убави услови. Благодарение, пак ќе кажам, на градоначалникот што не овозможи да се изгради градинката и за родителите да можат да се одат на работа, а децата да бидат тука згрижени како ние втори родители, да бидеме со нив. И уште едно прашање, вие лично како се подготвувате за вашата работа? Мора ли секој ден да бидете подготвени, мора ли секој ден да подготвувате дома, да кажеме, што ќе се работи денеска, кои активности, дали ќе се учи математика, на кој начин, дали ќе се учи нешто друго? Да, јас уште тука ми завршува работата со дечињата, ги испркем за дома, јас веднаш уште од тука почнувам да се подготвувам за наредниот ден, затоа што морам секогаш таблата да ми биде подготвена според темата која треба да ја обработувам, а и дел што не можам тука да го завршам, го завршувам дома. Секогаш сум подготвена и секогаш ќе кажам дека работата со деца е голема одговорност, но секогаш треба да ја сакаш работата со љубов, затоа што родителите ги оставаат дечињата во наши раце. И јас мислам дека кога се работи со деца, треба да се работи со љубов. Треба да ја сакаш професијата. Јас, лично за мене, кога би требало пак да изберам професија, пак би ја избрала истата. Мислам дека не можам друга работа да работам, освен со деца. Тоа ми е големо задоволство. И ме прави и среќна, и со дечињата се осеќам многу млада.